Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани ќе работи на соодветно решавање на сообраќајниот режим за да се избегне сегашниот метеж. Сепак, за тоа бара малку повеќе време и трпение од граѓаните за да се донесе вистинска одлука што ќе биде функционална во практика. Дали еднонасочниот сообраќај во централното градско подрачје на Кочани ќе се укинува или ќе се менува, засега останува непознато. Новата локална власт вели дека не сака да носи брзи и непроверени одлуки и решенија за средување на сообраќајниот хаос. Сегашната состојба е оценета како проблематична и во поглед на паркирањето и во поглед на нормалното движење на возилата по сообраќајниците, па ова мора да се подобрува. На последната седница на Советот имаше и советничко прашање дали е започната некаква постапка за решавање на проблемите, на што градоначалникот Илиев одговори дека не треба да се прават привремени и избрзани решенија. Не сакам да избрзаме и да дадеме некое погрешно решение кое за неколку време ќе го менуваме. Минатата недела имавме средба со министерот за внатрешни работи, каде што ја отворивме темата за сообраќајниот режим и ни беше понудено помош од нивна страна да не изработат стратегија, студија на кој начин најадекватно ќе го решиме сообраќајниот хаос. Затоа навистина ќе ни треба време. Таа тема е многу експлоатирана, граѓаните очекуваат решение, меѓутоа мислам дека адхок и брзо решение нема да биде правилно решение. Замолувам за трпение да работиме и тоа прашање ќе го поставиме овде и ќе дискутираме, ќе го експлоатираме толку долго колку што е потребно да најдеме адекватно решение и да го решиме овој горшив проблем на сите граѓани. Најголем број од реакциите на возачите се за долгите застои на крстосницата во близина на двојниот мост кај гимназијата. Тие особено се зголемија во средината на февруари годинава, откако еднонасочниот сообраќај беше проширен по целата должина на улиците ВМРО и кај на Револуцијата, со што кружниот тек кај полициската станица ја изгуби својата целосна функција. Дополнително и паркирањето по тротоарите и другите јавни површини го дополнува хаосот. Затоа ќе мора да се прииспита и функционалноста на паркинзите со наплата и да се размислува за изградба на катна гаража со цврста или монтажна изведба. Во тешка сообраќајна несреќа што во четвртокот доцна попладне се случи кај Облешево, повредени се 4 лица, од кои 3 потешко. До несреќата дошло кога автомобилот во кој се наоѓале повредените се судрил со автобус. Тотално е уништено патничкото возило Ford Escort со винички регистарски ознаки, откако директно се судрило со автобус непосредно пред влезот на селото Облешево. Во автомобилот имало 4 патници и сите се здобиле со повреди, додека кај автобусот, освен оштетувањето, нема повредени. Сообраќајната несреќа се случи во четвртокот доцна попладнето, а остатоците од неа можеа да се видат и рано изутрината. Метални делови од искршените возила имаше покрај коловозот, откако претходно интервенирале и пожарникарите. Според официјалната информација од полицискиот увид, сообраќајната несреќа се случила околу 17 часот и 45 минути на магистралниот пат А3 Кочани-Штип, при што се судриле автобус со беровски регистарски ознаки, што го управувал 61-годишниот СД од Берово, и автомобилот Ford Escort, управуван од 35-годишниот ДД од Виница. Во незгодата, со тешки телесни повреди се здобил возачот на Фордот, кој е пренесен во клиничкиот центар во Скопје. Потешко повредени се и сопатниците во возилото, дете на возраст од 4 години од Виница и 41-годишниот ГС од Куманово, кои се пренесени во болницата во Штип. Во автомобилот била и 24-годишната ЛМ од селото Лаки, која се здобила со телесни повреди и е пуштена на домашно лекување. Од силината на ударот, автомобилот бил тешко оштетен, па во извлекувањето на патниците била повикана и противпожарната единица од Кочани, која била принудена целосно да ја исече каросеријата. Автобусот исто така има сериозни оштетувања од ударот, а за среќа не се превртел во блиската нива. Инаку, овој дел од патот се смета за црна точка, а на истото место пред неколку години се случи слична сообраќајка меѓу автобус и камион, при што имаше и една жртва. Локалната самоуправа на Виница донесе одлука трошоците за новогодишното празнување оваа година да изнесуваат околу 2000 евра. Организирана прослава ќе нема, а парите главно ќе се наменат за украсување на градот и дел од населените места, како и за подароци за дежурните служби и за пакетчиња за најмладите.
Општина Виница донесе одлука годинава максимално да штеди на трошоците за новогодишната прослава и сосема скромно да го одбележи преминот во 2018-та. Сумата што ќе се потроши за оваа намена изнесува 110.000 денари и тие пари ќе бидат обезбедени од општинскиот буџет. Главно вниманието е насочено кон вообичаеното украсување на централното градско подрачје, за што ќе се потрошат 30.000 денари. Исто толкова сума е планирана за купување пакетчиња за децата во детската градинка и во дневниот центар за лица со посебни потреби. Со останатите пари ќе се набават нотеси и пенкала како рекламен материјал, а ќе се купат и подароци за дежурните лица од полицијата, противпожарната служба и другите институции кои ќе бидат работно ангажирани на новогодишната ноќ. На последната седница на Советот, градоначалникот Ивица Димитров даде образложение зошто се одлучиле за штедлива новогодишна прослава. За сега нема потреба повеќе да се расфрламе и да тераме некои поголеми средства, со оглед на тоа што знаеме дека општина Виница е задолжена општина и дека мораме малку поскромно да ја организираме овогодишната програма за почетокот на новата година. На забелешка од советниците, Димитров рече дека во зависност од исправноста на постојната опрема за украсување, општината ќе направи напори и поголемите селски населби да добијат свечен и празничен изглед за престојните празници околу Нова година. Субвенциите на земјоделците за 2016 се исплатени во 98% на ниво на цела држава. Остануваат уште на оние со погрешни трансакцијски сметки и оние кои имаат неподмирени обврски, велат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Оние земјоделци кои што се јавуваат со погрешни трансакцијски сметки и кои ги немаат подмирено своите обврски по основ на водарина и пашарина, ќе добијат решенија за одобрување на исплата на средства, но со решенијата добиваат и изјави кои треба да ги пополнат, истакнуваат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Субвенциите за 2016 година генерално се исплатени околу 98% на ниво на цела држава. Меѓутоа остануваат за исплата уште луѓето кои се јавуваат со погрешни трансакцијски сметки и луѓето кои барателите, значи на финансиска поддршка, кои имат неподмирено обврски по основ на водарина и по основ на пашарина. Значи сите тие што имат неизмирено обврски од овој дел ќе добијат решение за одобрување на исплата на средства за 2016 година, меѓутоа со решенијата добиваат изјави кои морат да ги пополнат доколку се согласуваат со долгот кој им е доделен и истите изјави да ги заверат на нотар и во најкраток можем рок да ги вратат до платежната агенција, за да се изврши прибивањето на тие обврски, за да може да го стварат правото за добивање на субвенции за 2016 година. Со цел развој на земјоделството и обезбедување континуирана поддршка на доходот на земјоделските стопанства, исплатата на субвенциите ќе продолжи следниот период за сите земјоделци кои поднеле барање и ги исполниле пропишаните услови. Основното училиште Никола Карев со стратегија и проект за превенција на врсничкото насилство. Со низа активности одбележан Светскиот ден за борба против насилството врз децата. По повод одбележувањето на Светскиот ден за превенција од насилство врз децата 19 ноември и Светскиот ден на правата на детето 20 ноември, во основното училиште Никола Карев се одржа завршната манифестација од проектот Стоп за насилството, во кој учествуваа учениците од кочанските основни училишта. Со своји активности и точки се представија учениците од ликовната, литературната и музичката секција. Покрај воспитно-образовната функција на училиштето, обезбедувањето на мирни и безбедни засолништа за учениците е вистински и суштински предизвик за целиот училишен персонал. Постоењето на врсничко насилство во училиштата е реалност, така наречен булинг, секоја форма на непристојно, неприкладно, агресивно однесување меѓу учениците, која за жал не застанува таму, туку продолжува и во домовите со користење на социјалните мрежи, односно злоупотреба на социјалните мрежи.
Училишната стратегија на нашето училиште е почитување на нееднаквостите, нетолеранција на насилничкото однесување, мирно разрешување на конфликти и учење во хармонија. Па од тука, како најефикасен облик против насилството е превенцијата. Најпрви спроведовме прашалник за утврдување на постоењето насилничко однесување во училиштето, организиравме предавања, работилници, презентација, изработивме флаер во кој што се истакнати пораки за стоп за насилството и дел од активностите се исто така внесени овде. На часот на оделенската заедница, оделенските наставници реализираа работилници со учениците за разрешување на конфликти и за справување со насилничко однесување. Со поддршка на наставниците по физичко образование беа реализирани спортски активности, поттикнување на љубовта кон спортот, а не кон пороците и насилството. Со ученици од предметна настава, под менторство на наставничката по ликовно образование беше изработен стрип, а како на дополнување на истиот беа подготвени 2 драматизации и на македонски и на англиски јазик. Меѓу набројаните активности, училиштето распиша и ликовен и литературен конкурс, а на сите ученици кои учествуваа во проектот им беа доделени благодарници. Пред новогодишна забава се одржа синоќа во хотел-ресторан Александар парк во Виница. Освен предновогодишно расположение на граѓаните на Виница, Кочани и соседните општини, целта на забавата беше снимање новогодишна програма во организација на ИМД продукција, што ќе се емитува на телевизиите во Македонија за време на новогодишната ноќ. Граѓаните на Виница, Кочани и соседните општини синоќа имаа ретка можност да се дружат и да бидат на заедничка музичка вечер со познатите фолк пејачи од македонската музичка естрада, како што се Анета Мицевска и група Молика, Ферус Мустафов, Благоја Груевски, Јордан Митев, Адријана Ацевска, Даниела Темелковска, Стојне Николова, Петер Нечовски и Горан Тодоровски и други бендови и музички групи од Македонија. Целта беше снимање на новогодишна програма од страна на ИМБ продукција, која што подоцна ќе биде продадена на телевизиите ширум земјава, а освен тоа и можност граѓаните и присутните кои што ги имаше во голем број во хотел-ресторан Александар парк во Виница да се дружат и забавуваат преку музиката и расположението на познатите музички имиња. Организаторите во главно задоволни од успешноста на вечерта, но и пејачите исто така. Пред се би сакал да ги поздравам сите ваши верни гледачи. Благодарност до вас што сте веќе во оваа новогодишна програма, која што водител е Лила Филиповска, а гости се скоро цела македонска музичка естрада. Да ви одговорам на прашањето, супер се осеќам, никогаш подобро, значи за мене ова е вистински предизвик, вистински проект, кој што излегна баш онака како што планирав во вистинско светло, во вистинско издание. Се надам дека и на нашата публика и на гледачите што ќе го гледат самиот тој настан на 31 декември, се надам дека ќе им се допадне. Задоволен сум и со посетеноста овде во ресторант Александар парк, благодарност се до нив, до венчини и до сите оние што го помогнаа овој културен настан. Пресрекни сме затоа што ова е единствениот начин на кој што можеме да се видиме ние колегите, бидејќи никогаш не се гледаме, освен на некои вакви работи на новогодишни емисии. Така да благодарни сме што постојат се уште ваквите емисии. Водител на музичката вечер беше атрактивната Лила Филиповска. Едноставно, со оглед на тоа дека мојата емисија, емисијата на што оди на ТВ Сителси или нешто, е емисија која што иде секој ден, јас имам многу напорни снимања, тоа чести и напорни снимања. Меѓутоа имам постојано некои ивенти, имам кампање и при тоа со оглед на тоа дека добро работам своите социјални мрежи, јас имам еден свој собствен медиум, од Facebook и на Instagram, каде што имам околу 200.000 следбеници, каде што така работам со одредени компании и што мислам со право можам да се наречам и ме нарекуваат инфлуенсер. Имам околу 102.000 за сега следбеници само на Instagram и околу 100 на Facebook, што значи дека јас и тој дел од работата што ми е навистина многу интересен, одлично го работам и добро ми оди. Присутните се забавуваа до доцните вечерни часови, а Канал 8 ја следеше програмата и снимаше разговор со скоро сите пејачи присутни на музичката вечер. И истите ќе ги емитува во попладневната емисија во сабота во 16:30 часот и во недела во 15:30 часот.
Кога институциите се глуви на повикот за помош и кога остануваш сам да се снаоѓаш во суровиот свет, тогаш се препушташ на Бога да раководи со целата ситуација. Семејството Стојанови од Кучани се вистински пример за тоа, кога Наташа целиот свој живот го посветува на синот Андреј, дете со посебни потреби, и се обидува да го исправи на прав пат и да обезбеди пристојни услови за живот. За поквалитетен живот на Андреј потребно му е лекување соматични клетки во Русија, од каде што му ветуваат подобро здравје. За тоа е потребна голема сума на пари кои што семејството ги нема. На потек се хуманите граѓани. Наташа Стојанова, мајка на 2 деца, ќерката мачена во Словенија, синот Андреј е 23 годишно момче со посебни потреби, кој заради повредите што ги добил при породувањето останал во количка. Стојанова целиот свој живот комплетно го посветува на Андреј и заеднички со сопругот Зоранчо Стојанов се грижат за нивното дете со церебрална парализа, која не може да оди и поради тоа има специјални потреби и сам не може да функционира. Но предсмртница во животот на Стојанова е прераната смрт на нејзиниот сопруг, татко на Андреј, кога таа останува сосема сама со дете во таква специфична состојба. Во најтешките моменти од својот живот утеха бара кај Бог и отците од Лесновскиот манастир, но во последниот месец и во лекарите од Русија, кои по пресадување на матични клетки му гарантираат до некаде подобар и поквалитетен живот. Дојдов до некои сознанија од телевизија, исто и од интернет, дека двојца луѓе веќе од Македонија имат одено и уште одат, продолжуваат со терапијата и имаат многу големи успеси. Со нивна помош преку интернет ја дознав веб страницата на клиниката, контактирав со клиниката, со тоа што ми бараа снимки, магнетни резонанси, начинот на кој што Андреј седи, оди, се движи, мислам, работи со предметите. Да. Многу брзо добив резултат од нив, мислам, одговор од нив дека тие ми гарантираат 75%, значи 100% никој не може да ти гарантира ништо. 75% подобрување на животот на Андреј, на квалитетот на животот на Андреј. Децата со посебни потреби како Андреј со церебрална парализа се специфични и 24 часа бараат помош и грижа. Не можат да зборуваат, ниту пак да ги извршуваат основните секојдневни физиолошки потреби. Ако се запостават, можат, освен физичкиот, да имаат и ментален хендикеп. Во однос на зборувањето и размислувањето, тоа не е случај со Андреј. Благодарение на упорноста и трудот кој мајката Наташа ги дава постојано, Андреј е паметно момче кое може да зборува, да чита, а се труди да истражува и во делот на медицината, областите кои што најмногу го засегаат, неврологијата и ортопедијата. Најблагодарен е на лекарите, но посебно на неговата мајка Наташа, која му помогнала да биде она што е сега. Да, многу ми помогна во неделиот живот, таа ме научи и да чита и да пишува. Јас ја завршив и енциклопедијата визуелната енциклопедија на земјата и на тоа сум многу горд, бидејќи мојата мајка е исклучително храбра и многу добра особа и да никогаш кон мене не се одлучува се како кога дете со посебни потреби. Сега на потек се хуманите граѓани за да помогнат да може Андреј да ги собере парите за третманот со матични клетки во Русија, за кои што првично се потребни 22.000 евра, а подоцна за другите третмани дополнителни средства. Хуманите граѓани може да донираат на донаторската сметка во Тутунска банка и на телефонските броеви на T-Mobile и VIP испишани на екранот. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се играат редовните кола во првенствата на првата женска фудбалска лига и во втората лига Исток, при што женскиот фудбалски клуб Кочани ќе биде домаќин на средбата со Тетово 2017, а Осогово ќе го дочека лидерот Беласица.
Во втората футсал лига екипата на Унипап како домакин играше нерешено со фаворитот Црна Река од Кавадарци. Викендов ќе се игра 13-тото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое Осогово на стадионот Никола Мантов ќе ја дочека водечката екипа на табелата Беласица од Струмица. Со оглед на лошите резултати и серијата порази во последните десетина кола, повеќе од јасно е дека жолто-сините ќе имаат исклучително тешка задача да му се спротивстават на противникот и да не доживеат катастрофа. Доволен доказ за тоа е што во минатото коло струмичани на гостувањето во Каменица ја прегазија Саса со 5:0, а 2 кола пред тоа го победија и Тиквеш во Кавадарци со 4:0. Ваквите резултати воопшто не влеваат оптимизам дека нашиот второлигаш може да се спаси од губењето на бодовите, па единствена утеха би било ако тоа не биде со голема гол разлика. Надпреварот се игра в сабота со почеток од 13 часот. Овој викенд ќе се игра и 8-то коло од првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. По високиот минатонеделен пораз од 6:0 на гостувањето во Скопје против лидерот Драгон 2014, женскиот фудбалски клуб Кочани во ова коло ќе биде домакин на средбата со екипата на Тетово 2017. Со изгубените бодови во Скопје, девојчињата на тренерот Оливер Јовановски останаа на досега освоените 7 и се најдоа на 8-та позиција на табелата. За разлика од нив, тетовчанки имаат 9 бода, 2 повеќе од нашиот тим и се наоѓаат едно место погоре. Надпреварот со Тетово се игра в недела со почеток од 13 часот. Во втората футсал лига пак, во четвртокот вечерта се одигра редовното коло во кое екипата на Унипап на домашен терен го пречека водечкиот тим на Црна Река од Кавадарци. Средбата заврши нерешено 6:6, иако неизвестноста траеше се до последната секунда. Гостите први дојдоа во водство уште во четвртата минута, а домашните изедначија 10 минути подоцна. Искусната и добро подготвена екипа од Кавадарци повторно направи предност од 2:1 на 5 минути пред крајот на првиот дел и со тој резултат се отиде на пауза. Во второто полувреме фудбалерите на Унипап ја презедоа иницијативата и постојано напаѓаа, што беше доволно да направат резултатски пресврат и да дојдат во водство. Головите ги постигнаа во 23-та, 26-та и 29-та минута, а малото невнимание придонесе Кавадарчини да постигнат гол во 30-та минута и да намалат на 4:3. До крајот на надпреварот гостите постојано го повлекуваа голманот од игра и на него место внесуваа петти фудбалер, што се покажа како добро решение. За 2 минути постигнаа уште 2 гола и дојдоа во предност од 5:4. На 8 минути пред крајот на надпреварот домакините израмнија, но гостите неколку мигови подоцна повторно постигнаа гол и дојдоа во предност од 6:5. Во напната атмосфера и исчекување, конечно Унипап на неколку секунди пред последниот свиреш на судијата постигна гол и успеа да задржи бод. Се на се, тоа беше одличен надпревар со возбудливи пресврати на задоволство на публиката која ја исполни трибината во салата на основното училиште Никола Карев. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатен викенд. Довидување.